Благодаря ви, господин министър, че приехте поканата на телевизия Европа да бъдете наш гост в този момент. Благодараме на вас на поканата. Господин Спасовски, готова ли е Република Северна Македония да стане 30-тия член на Алианса? Да, па ние веќе сме на прагот на членството во НАТО. Македонија за многу кратко време ќе стане 30-та земја членка на НАТО. И практично ние го живееме сонот на генерацијата која што ги исполнува националните интереси. 90-та година Македонија се формираше како независна, самостојна Република Македонија, која што Македонија за многу кратко време ќе стане 30-та членка на НАТО алијансата и тоа е генерација сме која што го живее сонот. Уште од независна и суверена Македонија имаше, таа се формираше на принципите да биде самостојна, суверена држава на сите граѓани, меѓутоа и да биде држава која што ќе биде членка на Европската унија и на НАТО алијансата. Така да во овие моменти ние направивме се за да започнеме со остварување на овие наши национални интереси и навистина јас сум горд што сум дел од владата која што направи важни исчекори за Република Северна Македонија, се со цел да ги оствариме врвните наши приоритети, а тоа е да бидеме членка на НАТО алијансата. Ще ратифицира ли Испанија скоро протоколите на вашата страна за влизане в НАТО? Ние очекуваме дека ќе се создадат услови во Шпанија да може да се ратификува протокол за членство. Тоа е 29-тиот протокол и после тоа да го ратификуваме и ние во нашето собрание на Република Северна Македонија и со тоа формално да стане Македонија членка на НАТО алијансата. Иако и ние до сега активно учествувавме, се покажеме како кредибилни партнери на НАТО алијансата, добро сме подготвени, имаме навистина добри капацитети во македонската армија и очекуваме дека наскоро ќе го добиеме заслуженото место. Някои анализатори, господин Спасовски, в Скопие твърдят, че може да има рискове преди изборите на 12 април. Реалистично ли е това според вас? Па видите, ризици секогаш постојат. И јас знам дека ќе имаме една сериозна и жестока кампања, заради тоа што во таа кампања ќе се спротивстават два концепти. Едниот концепт кој што значи напредок и јасна визија за Република Северна Македонија, остварување на овие стратешки приоритети и членството во НАТО и во Европската унија. Една влада која што ќе навистина има можност да економски просперитети направи на Република Северна Македонија. Од друга страна ќе имаме концепт кој што е ретрограден, концепт кој што во ниту еден момент не е реформиран, концепт кој што нуди неизвестно за државата и за граѓаните и самиот по себе таков судир на тие два концепти представува ризик. Меѓутоа нема никакви други ризици со кои што може да биде нарушена, не знам, безбедноста или подлабоко политичката состојба во Република Северна Македонија. Така да ја очекувам дека изборите ќе поминат мирно, фер, демократски. За тоа треба да бидат свесни и политичките субјекти кои што ќе учествуваат на изборите. Јас верувам длабоко во демократскиот капацитет на граѓаните на Република Северна Македонија и сметам дека навистина ќе се донесе вистинска одлука на тие избори Македонија да продолжи по вистинскиот, односно по правиот пат. Може ли Русия, господин министър, да спре пътя на Република Северна Македония към присъединяването в НАТО? Видите, ние имаме ясна позиција во однос на нашето членство во НАТО алијансата. За нас не постои никаква друга алтернатива. Реализацијата на овој значаен, витален, национален интерес е првостепен. Секако дека како и во другите држави кога пристапувале кон НАТО алијансата постојат одредени закани кои што доаѓаат од геостратешките позиции, интереси кои што ги имаат големите земји, држави и така натаму. Постојат многу хибридни закани на кои што ние сме изложени целиот овој период, од подпишувањето на договорите па се до влегувањето на Македонија во НАТО. Меѓутоа едноставно ние мораме да се справуваме со сите тие појави. Дали се тоа хибридните закани, дали се тоа лажните вести, дали е пропагандата која што се шири,
меѓутоа верувате дека најголемиот процент од граѓаните на Македонија посакуваат да бидеме дел од НАТО алијансата и тоа ќе биде многу скоро. Стабилно ли се днес, господин министр, Западните Балкани според вас? Да, денеска сметам дека Западниот Балкан е многу постабилен од тоа што бил претходно. Меѓутоа, исто така треба да се преземат сериозни чекори Западниот Балкан да се обедини во европското семејство. Заради тоа што знаеме дека историски ако погледнеме, можеби сите проблеми доаѓале од Западниот Балкан. И затоа е многу важно да таа желба на државите од Западен Балкан да бидат дел од Европската Унија, да бидат дел од големото европско семејство, треба да биде препознаени во страна на земјите членки на Европската Унија. И тука навистина сакам да изразам благодарност до Република Бугарија, која што и во времето на претседавањето со Европската Унија имаше јасен приоритет дека земјите од Западен Балкан треба да бидат дел од европското семејство и таа поддршка која што ја добиваме и тогаш и сега навистина е за нас мотивација уште повеќе да направиме и во делот на реформските процеси и во делот на имплементацијата на европските стандарди во нашето македонско општество. Кои се најголемите рискове, господин министр, пред Западните Балкани днес? Па видите, ова подрачје е навистина на исклучително важна геостратегиска позиција. Тоа нуди многу поволности за сите држави од целиот овој регион. Меѓутоа, секако дека од тоа произлегуваат и многу ризици, многу предизвици. И како дел од европскиот континент, како дел кој што каде што се испреплетуваат разноразни интереси на големите сили, таа геостратешка позиција прави да не одминат сите тие големи ризици и предизвици кои што се во светот. Така да константно, како што беше и во изминатиот период, ние ќе бидеме соочени постојано да се справуваме и со миграцијата, и со тероризмот, да се спротивставуваме на сајбер нападите, на хибридните закани, што е нешто исклучително, би рекол, популарно во овие моменти. Така да одговорот на сите овие предизвици треба да биде заедно да работиме, да споделуваме информации, да имаме взаемна соработка на нашите безбедносни служби и заедно да допринесеме во зачувувањето на глобалниот мир. Тоа значи да се бориме против радикализмот, да се бориме против организираниот криминал и корупцијата, да се бориме да не се створат услови да не дојде до тероризам на овие подрачја и секако да изградиме добра стратегија како да се спротивставиме на сајбер нападите. В миналото, когато управляваше ВМРО ДПМН, в вашата страна знаехме, че има много фабрики за фалшиви новини. Риск ли са те за стабилността пък в Република Северна Македонија? Па за жал, ја морам да кажам дека во тој период, кога во Македонија владееше режимот предводен од ВМРО ДПМН, Македонија беше позната и тоа во светски рамки, по лажните вести. Тоа не беше никаква предност, напротив, покажуваше на кое демократско ниво се наоѓа македонското општество. Навистина, одговор на лажните вести вие можете да направите единствено преку пласирање на вистинските информации, преку поголема отвореност, транспарентност на институциите и токму заради тоа владата на Северна Македонија во овој момент се насочи да биде транспарентна, да го зајакне демократскиот капацитет на сите институции, да направиме се за да можеме успешно да се справуваме со пласирањето на лажните вести. Тоа не е нешто што и денес не одминува. И денес има разни влијанија кои што пробуваат преку пропаганда или преку лажни вести да креираат одредено мислење во државата. Меѓутоа, сметам дека најважно е тоа што се стопираше во тоа да не учествуваат државните органи. Секако дека и ние како држави, и другите држави од регионот, меѓутоа и од Европа, ќе мора да бараме соодветни начини и решенија кои што би биле ефикасни во борбата против ширењето на лажните вести. Завръщането на бойците от Ислямска държава от Сирия, Ирак и Афганистан риск ли са също така за Западните Балкани според вас, господин министър?
Да, секако. Тоа представува потенцијална опасност за државите од Западен Балкан, заради тоа што луѓето кои што заминале на воените подрачја во Сирија, во Ирак, во Афганистан, се пред се луѓе кои што се добро обучени, учествувале во војните таму, силно радикализирани од идеологијата која што тие практикуваат, и тоа бара државите да се справуваат на многу интензивен начин, и тоа во два правци. Едните да одговараат заради тоа што не смееле да учествуваат на војните подрачја, односно да се применуваат репресивните мерки. Паралелно со тоа, покрај репресивните, тие мора да имаат и мерки на ресоциализација во општествата. И второ, државите да развиваат програми за дерадикализација, односно спречување на насилниот екстремизам, кој што може да дојде до тероризам. Тоа значи дека сите ние мора да се посветиме многу повеќе и да го сватиме овој проблем како многу посериозен, за да заедно како држави работиме на зачувувањето на мирот и безбедноста на нашиот регион. Трябва ли да има обща база данни на тези рискови лица тук в нашия регион, според вас, господин Спасовски? Па видите, тоа се податоци за кои што говораме дека треба да бидат разменувани помеѓу државите и помеѓу партнерските служби. Многу е важно да ја имаме таа база на податоци, меѓутоа и да ја споделуваме. Знаете, не е доволно само да имате национална база на податоци. Треба да имаме споделување на податоците, заради тоа што од сите држави во целиот овој регион постојат граѓани кои што заминале на воените подрачја. Тие се потенцијална опасност, дури и да не учествувале во воените действија на територијата на Сирија, на Ирак и на Афганистан. Едноставно, да биле присутни таму, да се радикализираат во доволна мера, тие представуваат опасност и затоа државата мора да работи со нив, мора да ги насочи сите своји капацитети, да ги дерадикализира и да ги ресоциализира во општеството. Как работят специалните служби на България и Република Северна Македонија според вас? Јас наистина можам да посведочам дека имаме една прекрасна соработка и помеѓу Министерството за внатрешни работи на двете држави, помеѓу службите кои што работат на зачувувањето на безбедноста. Сакам да истакнам и нашата заемна соработка како министри помеѓу министерот Младен Маринов и мене. Навистина тоа допринесе да имаме една блиска соработка, да разменуваме информации и податоци на дневна основа, и тоа е нешто што гарантира мир, стабилност и безбедност и на граѓаните на Македонија и на граѓаните на Бугарија. Как виждате днес отношенията между България и Северна Македонија? Па вие знаете, после подпишувањето на договорот за соработка помеѓу Република Македонија и Бугарија, навистина одат во една нагорна линија нашите односи, подобрување на секаков можен начин. Тоа го отвара можност за подобрување на соработката и на економски план, и тоа е најважно за сите нас и за граѓаните. Фактот дека имаме сериозно зголемување на граѓани кои што патуваат од Република Северна Македонија во Бугарија и обратно од Бугарија во Република Северна Македонија, што тој процент од ден во ден се повеќе се зголемува, покажува дека навистина ние изградивме пријателски односи, тие односи треба да ги негуваме и во иднина. В случай обаче, че ВМРО ДПМН спечели повече гласове и победи на 12 април следващата година на предсрочните парламентарни избори, господин Спасовски, възможно ли е да бъде поставен под съмнение договора за приятелство между Скопје и Софија? Видете, наша задача е да направиме се оваа политика која што ја води сега владата на Зоран Заев да продолжи понатаму. Јас не размислувам воопшто за победа на партијата која што пред се не е реформирана самата себе си, која што нема погледи и визии како треба да напредува и државата и регионот во целина. Така да победа мора да има на оваа влада и да продолжат политиките кои што значат пријателство, соработка, напредок и интеграција. Може ли да има връщане назад во времето с политиките на ВМРО ДПМН? Видете, политиките на ВМРО ДПМН е враќањето назад. Тоа е повеќе од евидентно заради тоа што тоа се истите луѓе и тоа се истите принципи на кои што тие ја темелат политиката, а тоа значи никогаш
да не се помогне и на граѓаните и на сопствената држава, дури кога се во прашање своите национални интереси, едноставно гледањето тесно партиски за сопствен интерес е нешто што е одлика на опозицијата и токму заради тоа сметам дека граѓаните треба да ја видат таа јасна разлика помеѓу двата концепти кои што се нудат за едината на Република Северна Македонија. Имат ли нужда, според вас, да се рестартират отношенията между България и Северна Македония? Па јас сметам дека тие одат во добра насока. И сметам дека односите кои што се воспоставени на политички план многу ќе влијаат и на односите и на економски план, на економска соработка, на односи помеѓу граѓаните на двете држави. И јас очекувам дека тоа партнерство, тоа пријателство, таа соработка во иднина само ќе расне и ќе се зајакнува. Благодаря ви, че бяхте гост на телевизия Европа, господин Спасовски. Благодарам уште еднаш на поканата.